Еве, сведоци сме дека времето е доста необичаено променливо, односно сведоци сме иако месец јуни, летен период, времето преку дента е сончево, топло, високи температури, значи прав летен период, поплане околу 13-14 сато се дестабилизира времето и има врнежи од дожд, некаде, за жал, се јават и врнежи од град. За ова нека ни е една напомена, односно нека ни е една опомена за сите производители кои што имаат култури на отворено, лозарство, овоштарство, полјоделство, пред се да ги осигурат во осигурителни компании своите култури, затоа што тоа е најисплатливо. Зошто најисплатливо? Гледаме дека нема региони каде што град не паѓа. Некаде, за жал, го уништува целосно производството, некаде 30-40 и преку 50% е уништено производството. И најбогатите држави, почнувајќи од Германија, Јапонија, Америка, нема таков капацитет, не можат буџетот нивни да дозволи, а не нашава држава, да врши 100% обештетување на уништените површини. Затоа повторува, најдобро е, почитувани земјоделци, да ги осигурате вашите површини со цел да се спречи штетата понатамо, односно загубата. Значи, осигурителната компанија, загубата ќе настани нормално со уништување, со градот, но понатамо осигурителната компанија да може да ви ја надокнади штетата и со тоа економски да не пропаднете. Во колку за среќа да нема, да речеме, појава во вашиот дел, на вашата нива, кај вашите култури појава на град, нормално не треба да се опуштите, треба да ги заштитите, затоа што рековме дождот е секојдневен, предизвикува појава на болести, па и кај што нема редовни појави на дожд, тука се инсектите, значи заштита треба да се изврши и против инсекти и болести, во главном од одредени инсектициди и фунгициди, со цел, рековме, да па нема уништување од страна на самите инсекти, односно од страна на самите болести.